Добро вечер, најново издание на Дневникот, во него ќе гледате. Се намалуваат бракоразводните постапки. Стабилна состојбата со заболени од грип. Љубовен мюзикал 2 во чест на празникот на љубовта и виното. Постепено се намалува бројот на бракоразводните постапки во Куманово, информираа денеска надлежните од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа. Последните години меѓу главните причини за распаѓање на брачната заедница се посочуваат зависноста од коцкање, од алкохол, од дроги и други психотропни супстанции, а влијание има и зависноста од интернет и социјалните мрежи. Се намалил бројот на бракоразводни постапки минатата година споредбено со 2021-та, но зголемени се случаите со нарушени брачни односи, соопштија денеска надлежните од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Куманово. 135 бракоразводни постапки за мирење регистрира Центарот за социјална работа во 2022 година, додека претходната година бројката изнесувала 173. Но кога станува збор за постапки со нарушени брачни односи, ако во 2021 имало само 3, минатата година бројката достигнала 24, информира директорката Александра Арсовска, посочувајќи дека последните години главните причини за распаѓање на едно семејство се зависноста од коцкање, од алкохол, зависност од дроги и други психотропни супстанции и неретко има случаи каде и двајцата родители се опфатени со некоја од зависностите. На што се должи намалувањето на бројот на поведени постапки за бракоразводи, можеме да кажеме дека е и малку заради ангажираноста на стручните лица, бидејќи во центарот работат со лица кои имаат нарушени брачни и семејни односи и кои по добиените услуги на советување и стручна работа не продолжуваат со постапката за развод на брак. Исто така полека се надминува стигмата за институционална помош и поддршка, и неретко со појавата на проблемите во брачната заедница, еден или двајцата партнери веднаш бараат помош и поддршка во центарот, со што во голема мера се решаваат одредени конфликти. Имаме примарна превенција во однос на носење на одлуки за дезорганизација на бракот и семејството, а брачните партнери продолжуваат да живеат заедно. Кога станува збор за причините и тежината на работа на оваа проблематика, можеме да кажеме дека имаме разлика во споредба пред повеќе од 10 години и сега. Ако главни причини за развод на брак тогаш биле неверството, можеби карактерите разлики помеѓу брачните партнери, материјалната екзистенцијалната состојба на семејството заради материјална необезбеденост по основ на невработеност и други, сега имаме се поголемо присуство на социопатолошки појави, како што се различни зависности, зависност од коцкање, зависност од алкохол, зависност од други психотропни супстанции. Така да неретко има случаи каде и двајцата родители се опфатени со некој од социопатолошките појави или зависности и како причина можеме да ја потенцираме и зависноста од интернет и социјалните мрежи, која појава забележана од 2013 година наваму. Доколку има индиции за постоење на некоја од зависностите или пак има информации за постоење на некоја друга несоодветна состојба, Центарот носи решение за надзор на родителското право со следење на исполнувањето на родителските обврски на едниот или на двајцата родители. Центарот за социјална работа како старателски орган има за задача да се грижи за правата и интересите на малолетните деца, кои што најчесто се најголемите жртви од бракоразводните постапки, потенцираат надлежните. Се прави проценка на развојните потреби на детето, проценка на капацитетот на родителите, како и проценка на влијанието на локалната средина врз детето и семејството. Стручен тим во состав социјален работник, психолог, педагог, правник ги согледува сите факти и околности во однос на сите три аспекти кои се предуслов за обезбедување на правилен психофизички развој, воспитание и образование на детето, односно на малолетните деца, и дава предлог до судот кој од родителите ќе продолжи да се грижи за малолетните деца, додека судот ја носи конечната одлука. Во однос на постапката за регулирање на видувањето на малолетните деца со родителот со кој не живее, код целокупната постапка ја води Центарот и го следи исполнувањето на договорот или на донесеното решение, со кое се регулираат овие односи. И двајцата родители имаат обврска да го почитуваат решението и договорот со цел децата да имаат можност за комуникација со другиот родител која е неопходна за нивниот вкупен развој,
бидејќи биолошкиот родител не може никој да го замени. Тука во најголемиот број од бракоразводните постапки има проблем токму во комуникацијата на двајцата родители, кои за исполнување на своите законски обврски, што повторно се одразува на развојот на малолетните деца, кои веќе имаат травматско искуство од самата бракоразводна постапка и губењето на нуклеарното семејство кое веќе е дезорганизирано. Сега стручен тим тука ја има својата многу важна улога, како да работи како со малолетните деца, на кои им е неопходна психолошка помош и поддршка, така и со двајцата родители кои се наоѓаат во една пролонгирана конфликтна состојба. Вкупниот број на предмети во работа во одделението за брак и семејство кои се однесуваат на бракоразводите, односно постапките за мирење лицата со нарушени партнерски и брачни односи, дете на кое му се уредуваат односите со родителот со кој не живее, вонбрачно доверување на малолетно дете, жртви на семено насилство во 2022 година изнесува 362, односно 8 предмети помалку споредбено со 2021 кога биле евидентирани вкупно 370. Градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски, денеска потпиша меморандум за соработка со Институтот за европска политика. Целта е соработка при спроведување на проектот, заекнување на испораката на социјална заштита преку социјална одговорност, со фокус на маргинализираните групи, вклучувајќи ги ромите и роми повратници, на Институтот за истражување и анализа на политики, Ромалитико, имплементиран од страна на Светска банка, чија цел е имплементација на процесот на социјална одговорност за социјална реформа од 2019 година и нејзино влијание врз маргинализираните заедници. Активностите ќе се спроведуваат во две општини, Куманово и Шуто Ризари, и ќе се однесуваат на следните сервиси: гарантирана минимална помош, ученички и детски додаток. Со потпишувањето на овој меморандум, страните потписнички ќе соработуваат во спроведувањето на взаемни активности кои се во склад со консултативните активности за време траење на проектот. Меморандумот за соработка ги утврдува правата и обврските помеѓу носителите на проектот со цел правилно и непречено имплементирање на проектот и постигнување на предвидените цели за достигнување на видливи промени во ромската заедница. Двете страни се обврзуваат да остварат меѓусебна комуникација за информирање и напредок во спроведувањето на активности поврзани со проектот. Стабилна е состојбата со заболениот грип во Куманово, информираат надлежните. Епидемиолозите велат дека статистиката е значајно подобра во споредба со претходните години. Намалениот број, сметаат, се должи на превентивните мерки. Од Центарот за јавно здравје Куманово информираа дека е стабилна состојбата со заболениот грип. Во текот на изминатата недела регистрирани се само 11 случаи на заболениот грип или состојби слични на грип, што е значајно намалување во споредба со крајот на јануари. Во однос на минатата недела има незначително намалување, бидејќи тогаш во петата недела беа пријавени само 16 случаи, додека најголем број на случаи беа пријавени во четвртата недела, така да вкупниот број на пријавени случаи во месец јануари е 214. Во споредба, значи со целата сезона во 2021-2022 година беа пријавено вкупно тогаш 221 случаи. Значи, во текот на оваа година, оваа сезона, немаме зголемен број на заболени од грип или слични состојби на грипот, за разлика од оние години кога што навистина имаше голем број, по 2000, над 2000 случаи, како што беше во 2018 година 2079, 2019 година 2419 случаи. Намалениот број на заболениот грип надлежните сметаат дека е поради превентивните мерки поради ковид пандемијата. Појаснуваа дека најзастапена возрастна група е онаа од 15 до 64 години, а мал е бројот на заболени деца, односно само 6 до 4 годишна возраст. Од 5 до 14 години се 30 дечиња, што најверојатно се должи и на зимскиот распуст. Епидемиолозите се надеваат дека ниту во наредниот период нема да има покачување на бројот на заболени. На Комисијата за интрахоспитални инфекции, што се одржа во понеделникот, дискутиравме исто така со инфектолозите дека и тие имаат во текот на оваа недела намален број на хоспитализирани болни и амбулантско прегледани. Во просек, како имаше од 28 по 25 случаи амбулантски прегледани,
Бројот и кај нив исто така се намалува, така да хоспитализирани се само по 3 до 4 лица кои што се компликации од грипот, од заболувањето на грип. Од значајно што може да се каже дека остануваат и понатаму да се користат оние превентивни мерки, бидејќи станува збор, како што самите знаете, за капкова инфекција, проветрување на просториите, изолација веќе веднаш на заболениот, користење, значи лична хигиена, миење на рацете, витаминска исхрана доколку нели во овој период е потребно, така да мислам дека бројот на заболени на грип во наредниот период ќе се намали. Од Центарот за јавно здравје дополнуваат и дека има голем одзив на вакцинација против сезонски грип, а располагаат се уште со вакцини. Имаше голем број. Центарот за јавно здравје исто така набави комерцијална вакцина и голем интерес покажаа лицата преку мој термин кои што сакаат да се вакцинираат. Не само оние групи кои што нели се препорачени, кои што се во ризик, туку имаше голем интерес и од оние лица кои што работат нели во зависност во администрацијата, кои доаѓаат во комуникација со голем број на луѓе. Појаснуваа дека во општината и државата циркулира вирусот од тип А. Потврден е само еден случај на тип Б кој вообичаено оди со потешка клиничка слика и е пандемиски. 3 лица од Косово биле приведени вчера на граничниот премин Табановце, соопштија денеска надлежните. Според МВР на 15.2.2023 година во 2 часот на граничниот премин Табановце, полициски службеници привеле 3 лица од Косово на возраст од 18, 22 и 23 години, бидејќи при пасошка контрола било констатирано дека тројцата дале на увид туѓи патни исправи. Тие биле предадени на полициски службеници од СВР Куманово за понатамошна постапка. Во текот на вчерашната вечер, во периодот од 21 до 3 часот, спроведена е засилена акциска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возила под дејство на алкохол на територијата на Република Северна Македонија, при што санкционирани се 91 возач. Од нив 18 на територија на СВР Куманово, 13 на територија на СВР Скопје, 11 на територија на СВР Битола. Засилените акциски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта, велат од полицијата. По повод 14 февруари во Занечискиот дом синоќа концерт одржа оркестарот Симфониум во придружба на членовите на танцовиот клуб Динамик. Во знак на Денот на љубовта и виното во Занечискиот дом синоќа се одржа второто издание на културно-уметничкиот настан Љубовен мюзикал кој е во организација на Фондацијата за култура и спорт. Пред кумановци настапи оркестарот Симфониум при Кумановската гимназија Гоце Делчев под водство на професорот Филип Петровски, а во придружба на членовите на танцовиот клуб Динамик. Присутните имаа можност да уживаат во светски познати валцери, класични numери и кумановски љубовни приказни. Ова е втора година поред што го учествуваме овој наш празник. Пред се сакам да искажам една голема благодарност до нашата директорка која несебично со расширени раце не поддржува за сиот оркестар, за вложениот труд во сите можни аспекти. Исто така, за да Куманово добие еден симфониски призвук, оркестар како што доликува на нашиот град, пред се треба да имаме музикална општина. Така да сакам да искажам една голема благодарност до нашиот татко на град, нашиот диригент на град, Максим Димитриевски. На музичкиот настан присуствуваше и градоначалникот како и представници од општинската администрација. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев утре, со почеток во 13 часот, ќе се отвори изложбата на дела од 30-та Лесновска ликовна колонија 2022.
Проектот Меѓународна Лесновска ликовна колонија 2022 е избран на годишните конкурси за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2022 година, од областа на визуелните уметности, архитектурата и дизајнот. Главен покровител на Лесновската ликовна колонија е општина Пробиштип, а организатор е Домот на културата Злетовски рудар од Пробиштип. На ликовната колонија Лесново 2022 учество зедоа 14 учесници од земјава и странство. Во продолжение вести од Македонија, новинар Снежа Петковска. По повеќе од еден месец поранешниот директор на Царинската управа Драган Даравелски денеска е пуштен од затворот Идризово, откако Основен суд Куманово од Основниот кривичен суд Скопје бил известен дека му е одобрено барањето за повторно судење. Основен суд Куманово, имајќи го во предвид интересот на јавноста во врска со постапката која пред овој суд се води за извршување на казна затвор спрема осуденото лице Драган Даравелски од Куманово, известува дека веднаш по приемот на решението на Основен кривичен суд Скопје од 30 јануари годинава, потврдено со решение на Апелационен суд Скопје од 14 февруари годинава, кога истанало правосилност со која е дозволено повторување на постапката према осуденото лице, во која постапка е изречена казната затвор која овој суд е надлежен да ја извршува, со решение од 14 февруари годинава ја запре постапката за извршување на казната затвор према осуденото лице, изречена во постапката во која е дозволено повторувањето со правосилното решение на Основен кривичен суд Скопје и истото е доставено до странките и до КПУ Идризово, се вели во соопштението од Кумановскиот суд. Најдоцна за еден месец пациентите со цистична фиброза, чија состојба е најкритична, би го добиле лекот Трикафта, информираа денеска од владата преку писмено соопштение, додавајќи дека се завршени административните процедури за набавка на лекот. Испораката на лекот за овие пациенти, како што велат оттаму, се очекува да биде направена од добавувачот согласно процедурите за работа на самиот производител и добавувач, а врзани со спецификите на самиот лек. За оваа намена од Фондот за здравство минатата недела беа одобрени над 2,2 милиони евра, а во соработка со сите релевантни институции во изминатите неколку дена беа завршени сите постапки со кои се овозможува непречена итна набавка на лекот Трикафта за критичните пациенти кои боледуваат од цистична фиброза, се вели во соопштението од владата. Во владиното соопштение се додава дека денеска во владата ќе се одржи состанок на кој се очекува да се финализираат потребните законски измени, според кои на државата ќе се овозможи директно да преговара за набавка на лекот Трикафта од производителот на лекот со цел сите пациенти да ја добијат потребната терапија. За да се ги обезбеди основните потреби на едно 4-члено семејство во јануари годинава му биле потребни 50.799 денари, покажуваат пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија. Ако оваа сума се спореди со минималната потрошувачка кошничка пресметана за јануари лани, тоа значи дека трошоците што ги има едно 4-члено семејство за една година се зголемиле за речиси 15.000 денари. Во јануари минатата година ССМ пресмета дека минималната синдикална кошничка изнесува 35.811 денари. Во јануари годинава, според податоците на ССМ, едно 4-члено семејство најмногу пари или вкупно 19.206 денари потрошило за храна и пијалаци. За режиски трошоци биле потрошени 13.313 денари. За хигиена биле потребни минимум 3.097 денари, а за превоз 3.668 денари. Државниот завод за статистика вчера објави дека во периодот од јануари минатата година до јануари годинава трошоците за живот пораснале за 17,1%, а во истиот период цените на мало се зголемиле за 13,3%. Споредбено со декември 2022 година, според ДЗС, трошоците за живот во јануари годинава се зголемиле за 0,1%, а цените на мало пак се намалиле за 0,4%. Повеќето матични лекари повеќе немаат пациенти со незакажан термин за туѓа нега.
Изминативе 2 дена преку обновениот систем Мој термин сите добиле термини. Измените за закажување комисија за туѓа нега, кога тим од неколкумина лекари, специјалисти дава конзилијарно мислење за состојбата на пациентот, кој бара надоместок за помош од друго лице, се функционални од понеделникот. Досега матичните лекари се жалеа дека пациентите беа оставени да чекаат со месеци од и секогаш, кога во некоја од здравствените институции ќе биле пуштени термини за комисии ги снемувало буквално за 2 минути. За пуштените термини не добивале ниту известувања, па постојано некој од ординациите морал да проверува дали некаде има термини за да успеат да ги зафатат. Матичните лекари очекуваат на ист начин да се организира закажување на редовните скрининг прегледи за карцином на дојка, како и годишните прегледи за хронични незаразни болести. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 9 степени, а минималната беше 0 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 12 степени, а утринската ќе биде минус 3 степени. Тука е крајот на Дневникот. Ви благодарам за вашето внимание. Останете со програмата на ТВ Плюс и имајте пријатна вечер.